Добро вечер во емисијата 360 степени. Дека политичката рамка договорена во пржино е растеглива и дека таа еластичност ќе го води процесот до амплитуди, те на едната, те на другата страна, можеше да се предпостави. Но заплетите што се случуваат деновиве беа тешко предвидливо сценарио. Каде води овој процес во кој не се почитуваат роковите, а не пак решенијата што се договараат помеѓу? Или ако направиме дистанца, дали сепак некои работи се веќе променети или почнуваат да се менуваат? За процесот, изборите во април, платформата на СДСМ, аферата Телеком, вечерва ќе разговараме со заменик претседателката на СДСМ Радмила Шекеринска. Ке прашаме и дали и што точно е договорено во врска со објавување, односно необјавување прислушувани разговори во иднина. За крај вечерва имаме нова саботажа. Сега ќе одиме на реклами, па ќе се вратиме со разговорот во студиото. Бидете со нас. Вие сте со емисијата 360 степени. Добро вечер и добре дојди велам на Радмила Шекеринска, заменик претседателка на СДСМ. Добро вечер. На почетокот за темата што вчера и денеска најмногу ја бранува јавноста, тоа е предлог законот за забрана за поседување, обработка, објавување и располагање со материјали кои произлегуваат од незаконско следење на комуникациите или, вака кратко народски кажано, за забрана на објавување на досега презентираните бомби, а забрана за објавување и прислушувани разговори и во иднина. Ја поднесоа двајца пратеници, координаторот на пратеничката група на ДУИ, Талат Џафери, и представникот на ВМРО ДПМН Крсто Мукоски. По сите изјави давани и вчера и денеска, очигледно е дека постоела дискусија во тој формат на 4 партии пред меѓународните представници, поврзано со ова тема, но сите некако различно го толкуваат тоа што било кажано или било договорено веќе на масата. Го чувме вашиот лидер денеска со вашата верзија и што на вистина е договорено во врска со тоа? Во ситуацијава нема повеќе вистини. Има вистина и има желботеки од другата страна. Јас ќе почнем од почетокот, а тоа е договорот во пржино и оној дел особено на 2 јуни. Значи, единствениот елемент кој што до сега е преговаран и договорен, тоа е дека СДСМ презела обврска да не објавува дополнителни материјали од така наречените бомби. Се додека договорот е на сила. Се додека договорот е на сила го почитувавме и ќе го почитуваме. Станува јасно дека во овој другиот дел на преговарачката маса, кај ДУИ, кај ВМРО ДПМН, ова прашање од ден на ден се повеќе звучи алармантно. Само да подсетам дека со ваквиот предлог закон, дефинитивно и ВМРО ДПМН и ДУИ си исплукаа на се што беше кажано во изминативе 10 месеци. ВМРО ДПМН се држеше навистина на тезата лепени, сечени, монтирани. Со овој закон ВМРО ДПМН потпишува дека секој разговор кој отиде во македонскиот етер е автентичен, точен, ниту лепен, ниту монтиран. ДУИ, која што во една фаза на разговорите сакаше да игра малку на некоја мачо или джек карта и рече, ма се да објавите за нас, 3 месеци после таквата изјава, излегува со ваков скандалозен, јас нема да кажам само противуставен, антидемократски закон, меѓутоа закон кој дефинитивно, и ова го тврдам најодговорно, ниту бил договаран, ниту бил договорен. И сега ќе дадам два примера кои покажуваат колку лагите со кои што бомбардираат и ВМРО ДПМН и ДУИ не поминуваат. Значи, прво имаше една изјава дека СДСМ се согласил на овој закон. Еве, замислете, тоа да беше точно. Може ли пред да ви дозволам да одговорите, да ги слушаме Илија Димовски, токму тој денеска го вели тоа во изјава дадена по овој повод, и Талат Џафери од неговиот последен јавен настап, па ќе се вратиме со коментарите. Беше усогласено овој закон, за кој што сме спремни да разговараме во насока на одредени измени или промени на законот, да се надминат некои можеби и објективни критики кои што вчера ги слушнавме пред се од новинарската фела.
е договорено овој закон да оди во постапка заедно со закон за популарно наречени whistler blowers, односно свиркачи, за заштита на оние лица кои што ќе пријават злоупотреба или корупција на државните органи. Во моје присуство, координаторот на ДУИ пред 2 недели на пратениците од СДСМ им го предаде текстот на законот. Значи, тезите и тврдењата дека СДСМ е изненадена или не знаела за овој закон или не дала согласност се апсолутно неточни. Значи, СДСМ и даде согласност за овој закон, СДСМ и го имаше овој текст на своја рака пред 2 недели. Предоменски бил договор да се поднесе и овој закон. И во една прилика пред 2 недели, кога бевме на разговорите за формирање на анкетната комисија во клубот на пратеници, кога го начнавме ова тема, сите страни потврдија да, беше решено и договорено покрај законот за јавниот обвинител, специјалниот, да се има предлог закон и за ова материја, и тогаш јас им поделив текст, драфт на текстот на закон на сите учесници тамо. Таму беа представниците на опозицијата и на СДСМ? Поименично ќе ви кажам. Покрај мене беа присутни Шилегов, како представник на СДСМ, беше Антонио Милошовски, како представник на ВМРО, и Мералиев, како представник на ДУИ, и Хјут, како представник на Европска унија, кој што ги менаџира овие работи. И сите констатираа дека да, тогаш беше договор и овој закон да оди, и затоа им поделив текст на законот. Од тогаш до денес, никој од нив не даде никаква забелешка по однос на тој текст. Еве ги слушнавме Димовски и Џафери. Димовски тврди дека не само што сте знаеле за законот, туку дека сте дали и согласност. Па денеска само да ги анализирате двете изјави на овие двајца, уште и да ги споредите со изјавите што ги дадоа вчера и пред 2 дена, ќе имате 5 различни верзии на вистината. Значи, ако СДСМ се согласил на овој закон, зошто не сме го направили истото што го правевме со законот за специјален јавен обвинител? Се подготвува текст, тој текст се договара на работна група и 4 партии го представуваат на собранието како согласен текст. Овој пат, дури ни двете пратенички групи на ВМРО, ДПМН и на ДУИ не го предлагаат. Го предлагаат двајца пратеници. Еден од ДУИ, еден од ВМРО, ДПМН. Втора. Повели. Но вие сте се согласиле со некаков закон. Со каков закон си имате согласено? Не се имаме. Можете да погледнете сите средби на работната група и ќе видите, ова го тврдам повторно, најодговорно, ниту една средба на работна група не била посветена на овој закон. Добро, ама може би на маргини, на точно се знае, точка разно се дебатирало и за тоа. Не добро. Но и вашиот лидер има... Тезата на Талат Џафери е вака, молчењето е одобрување. Тој дал закон и никој ништо не му се спротиставил и согласно тоа е усогласен. Не само ова се приказки за мали деца. Вашиот лидер има изјава дека има согласност на ниво на 4 партии. Паралелно да се донесат закон кој што ќе ја третира оваа област, не велам ваков закон, закон кој што ќе ги третира овие прашања, заедно со закон за така наречените свиркачи. Ајде се вратиме назад кога почна целата дискусија. Заедно со препораките на ПРИБЕ или на ЕУ, една од крупните препораки на која што неколку пати се навраќавме и баравме роковите да се скратат, е препораката во која што стои дека Македонија итно треба да донесе закон со кој што ќе се заштитат така наречените свиркачи. Што значи тоа? Тоа значи дека ако имате материјал кој што зборува, без разлика дали е тоа како овие аудиоматеријал или било кој друг на документи, без разлика како се прибавени, кој што зборува за злоупотреби на власт, на криминал и на корупција. Важат одредби со кои ваквите така наречени свиркачи кои што излегле во јавноста со документи ќе се штитат од страна на државата, за да државата може да се бори против криминалот и корупцијата. Често пати од страна на ВМРО, ДПМН и ДУИ се отвараше прашањето на можно е материјали од овој тип и да се злоупотребат за приватни цели. И ние од старт рековме, во еден таков закон точно ќе се стави разлика помеѓу заштита на јавниот интерес и злоупотреба на приватни разговори. Меѓутоа,
точно едно. Прво, таков закон никогаш не беше ставен да се преговара. Согласно тоа нема дадено согласност. И втора работа, ваквиот закон апсолутно не одговара на содржината ниту на договорот на 2 јуни, ниту пак на препораките на Прибе. Ако се сеќавате, вчера еден од овие двајца говорници спомена дека ние согласноста за законот сме ја дале во присуство на 20 на луѓе, вклучувајќи ги американскиот амбасадор. Тоа беше вчера изјавата, ако не се лажам, на Илија Димовски. Денеска соопштението на американската амбасада во Скопје покажува дека најбезобразно координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН лаже. Тоа е шлаканица. Но и во тоа соопштение... Затоа ќе ми дозволите само да објаснам. Затоа шлаканица на сите оние кои што велат законот е договорен. Значи, ВМРО-ДПМН и ДУИ велат законот е договорен. Добро, ве разбирам. Законот не е договорен. Закон во ваква форма не е договорен. Но и Заев тврди и во соопштението од американската амбасада и во изјавата на Иво Орав се споменуваат два закона. Еден кој што ќе третира начин на кој што ќе се регулира сферата на евентуално објавување на ваков тип на разговори во иднина и закон за свиркачи. Така што ама тоа не е тема за дискусија. Вие сте дале согласност дека ние дадовме предлог. Ако се веќе влегуваме во детали, нашиот предлог, јас се сеќавам дека овој тип на предлагање на темата не се случи кога тоа го кажува Талат Џафери, туку додека ги дискутиравме законот за специјалниот јавен обвинител и тогаш Дуи рече, ние инсистираме ова прашање на можна злоупотреба да се реши. Нашиот предлог беше, и тој беше прифатлив, барем никој не кажа поинаку, нашиот предлог е тоа прашање да се третира тогаш кога ќе го дефинираме законот за свиркачи. И тоа од страна, мислам и на ЕУ медиаторот и од страна на двете присутни амбасади се сметаше за добар предлог. И од тоа никој нема причина да бега. Напротив, ние коментиравме дека законот за свиркачи неоправдано е одложен од страна на владата во нејзиниот акцијски план за март, ако не се лажам, 2016. Ние сметавме дека тој час поскоро треба да се донесе. И ако точно ги читаме и реакцијата од Соединетите Американски држави и изјавата на евроамбасадорот, договорено е двата закона да бидат усвоени најдоцна до 20 октомври. Тоа е за 2 недели од сега. И закон кој што ќе регулира објавување, односно необјавување, прислушувани разговори во иднина и закон за свиркачи. Така што вие сте дале согласност да се донесат паралелно такви два закона. Не, јас ќе бидам многу прецизна и ќе инсистирам. Ние дадовме предлог и тој предлог беше прифатен. При тоа да правиме разлика помеѓу закон кој ќе регулира можни злоупотреби на незаконски прислушкуван материјал, наместо закон како овој на ВМРО, ДПМН и ДУИ, кој што воведува на мала, а богами и на голема врата цензура. Сакате да кажете дека предлог тоа што не е предлог за кој што во било која варијанта СДСМ ќе се согласи. Да, ова е закон кој што вели дека вака, како да кажам, прераскажано, дека се она што до сега е објавено не смее да се објавува и не смее ни да се поседува. Не смее да се користи во изборни цели, претпоставам некој се пробува да антиципира дека дел од кампањата ќе го базирате токму на тоа што го објавувавте во таа ваша кампања. И за тоа се предвидени прилично строги санкции. Кој е вашиот пристап во однос на материјата што треба да се регулира со ваков закон? Овој закон, ако ја тираме работата до крај, до апсурд, ќе излезе дека институциите државни ќе може да ни ги викаат децата на распит и да ни прашаат дали мајката и таткото дома прават муабет за бомбите. И тоа може утре ќе им текне да се санкционира. Значи, овој обид за навистина политичка лоботомија, да заборавиме што се случило во изминативе 10 месеци, навистина е без преседан. Тоа покажува, прво, непознавање на уставот, желба дополнително да се притисне со цензура, начинот како го третираат, например, интернет порталите или дел од медиумите, е само враќање на нивното старо решение што стоеше во законот за аудио и аудиовизуелни или законот за медиуми. Веќе не се сеќавам. Знаете што пишува на целиот овој закон со големи букви? Страф. ВМРО, ДПМН и ДУИ
се во голем straf дека вистината излезе на виделина. А стравот изгледа стварно е како шило. И боцка излегува во моменти кога највеќе ќе се ВМРО велат дека се подготвени сега овој закон да се врати на како велат доработка, но предпоставам дека тие ќе инсистираат да останат овие одредби кои што ќе забрануваат поседување и реобјавување на материјалите кои што досега се објавени. Јас не знам кој им е планот и какви реченици, како ќе ги менуваат речениците како поминува секој ден. Овој закон ќе мора да го повлечат. Доработка, неработка, амандмани, не амандмани, законот мора да се повлече. Меѓутоа станува јасно дека закон со ваква содржина ќе биде во спротивност и со уставот и со она што 4 политички партии го договорија. Ние вака викаме. Клучниот столб на договорот во Пржино е дека за криминалот мора да се одговара. И ние сега викаме, ај ако може да бегаме од одговорноста и уште да ги замолчиме сите, да заборават што ни се случува. Не, тие велат има специјално обвинителство, тоа ја превзема улогата на истражување на се што она како содржи на произлегува. Специјалното обвинителство си има своја задача. Ајде да ве прашаме еве втора причина зошто е ова во спротивност со договорот во Пржино. Анкетната комисија во собрание со што ќе се занимава ако се ова се забрани? Анкетната комисија е дел од второјунскиот договор, стои анкетна комисија раководена од СДСМ која ќе треба да расчисти се во врска со скандалите, со прислушувањето. Имате разлики околу тоа што треба да биде предмет на работа на анкетната комисија. Значи, чумуни се нови анкетни комисии, ако сите ние ќе треба да глумиме дека све сме заборавиле, дека ништо не смееме да кажеме, што е вербален деликт, се враќа на голема врата. Зошто? Заради тоа што ВМРО, ДПМН и ДУИ сватија дека на сите им е јасно во Македонија. Дека снимките беа автентични и дека снимките им ги рушат сите митови и лаги кои за себе ги правеа. Не можејќи да се соочат со таа битка, сега тие избираат нова битка. Ајде сите заедно да молчиме, па да ги изгасиме телевизиите, да престанеме да збориме во парламент или на говорница и да живееме среќно во незнаење. Можно ли е воопшто регулирање на оваа сфера? Дури онака како што вие тоа го сакате. Еве една дилема. Како вие ќе ги, како да кажем, построите медиумите од странство, регионалните медиуми? Како ќе ставите ред за тоа дали може или не може да објавува таков тип на разговори некој портал чишто сервер е некаде исто така во странство? Иако овдека овој закон вели дека дури се санкционира таков тип на однесување и во странство. Баш се прашувам како тоа може да се регулира. Полне со вакви, да кажем, логични дупки законот. Што се случува? Социјални мрежи ќе бркаат профили и ќе казнуваат со драконски казни. Еден фактот, ако некој сака да прави, да го крши овој закон, лесно ќе најде било каков портал, медиум во странство, кој што нема да биде под јурисдикција на нашите судови, па нека почнуваат постапки. Значи има 1000 начини да се заобиколи законот, ама ова задачата е страв да создаде. Законот зборува за стравот кај ДУИ и ВМРО ДПМН, а бидејќи имаат страв, сакаат да го лечат на тој начин што ќе го префрлат стравот кај граѓаните. Ја сега ве прашувам и за тоа што вие сметате дека треба да се регулира за воиднина. Како, еве, имајќи го во вид ова што го зборуваме, како воиднина може ова исто така да се регулира? Просто личи дека е невозможно такво нешто. Знаете како, ни треба закон и сметаме дека е тоа во ред, кој што во принцип дел од елементите на кривичниот закон ќе ги реафирмира. Дека овој тип дека не треба да се злоупотребува разговори со приватна содржина. И повеќе е политичка порака отколку закон кој треба драконски да казнува. Бомбите кои што беа објавени, никој назад не може да ги врати. Тоа е како во онаа детска бајка која ќе го пуштите духот од шишето, многу е тешко назад да го вратите. Вистината има таква карактеристика. Излезе на виделина и сега како можете да им кажете на луѓето? Заборави се што чу. Така што мислам дека не е пораката реално, не е целта на законот, реално да спречи злоупотреба. Целта на законот е да не направи повторно да бидеме плашливи луѓе како граѓани и да не врати назад на пред јануари. Малку бегате од тоа што ве прашувам. Ве прашувам за тоа што би било предмет на идниот закон. Како и со закон со кој што ќе сакате да спречите,
како што вие велите, можна злоупотреба на приватните разговори во иднина, како тоа ќе го реализирате во вакви услови на глобално светско село? Значи, голем дел од законите имаат, да кажам, природни ограничувања. Не можете да наметнете никаков тип на законско ограничување на субјекти, било да се граѓани или да се приватни субјекти, надвор од границите на вашата држава. И јас мислам дека ако ни е тоа амбицијата, катастрофално ќе потфрли било каков закон. Целта треба да ни биде во Македонија да има законска заштита за сите граѓани, дека приватноста нема да биде злоупотребена. Тоа во исто време значи зајакнување, например, на казните на луѓето први во МВР кои што дозволиле незаконско прислушкување. Уште едно логично, да речем, прашање кое што се наметнува. Ако во исто време се носи закон за заштита на свиркачите, на луѓето кои што ќе се охрабрат да изнесат јавно информации за криминал, корупција, незаконско постапување во средината во која работат и живеат. И паралелно се носи закон со кој што се на некој начин се забрануваат свиркачите, тогаш која е логиката? Ако ме прашувате дали овој закон што го предложиле ВМРО, ДПМН и ДУИ може да живее паралелно со некој закон за свиркачите, мојот одговор е директен не. Дали во иднина воопшто може паралелно да живеат закони кои што ќе регулираат сфера со забрана на објавување на ваков или сличен тип на информации и закон за заштита на свиркачи? Значи, според нас, законот за свиркачите ќе беше дури и доволен за да се депостави многу јасната, но некогаш тешка граница помеѓу свиркачи и злоупотреба на незаконско прислушкување. И тоа е граница која понекогаш е тешко да ја поставите, ама има некакви европски правила. Значи, секој наш разговор е од почеток приватен. Меѓутоа, секој разговор кој дава индиции за било какво криминално однесување, убиство, криминал, корупција, притисок, закана, уцена, тој мора да се гледа низ призмата на свиркачи. И тука мора да се каже дека поголем интересот на јавноста да го заштити оној кој покажал дека системот е корумпиран, криминализиран, отколку оној кој се повикува на правото на приватност. Тие две работи можат паралелно да обстојуваат. Можат ако изнајдеме решение чија цел ќе биде да се оправи Македонија, а не да оглуви Македонија. Мислам дека е тоа прашањето што сакаме да постигнеме со ваквиот закон. Дали да спречиме можни злоупотреби, но да ги уплашиме сите власти, дека некој може да излезе, сега зборуваме за прислушкувани материјали, свиркачите може да се однесува и на документи. Може некој, оваа влада има пракса, сите документи кои што говорат за нивна злоупотреба да си ги удри со печат службена тајна. Ако вие со службена тајна излезете во јавност, теоретски можат да ве окриват за издавање на службена тајна или државна тајна. Меѓутоа, фактот дека вие на виделина вадите криминал, корупција, злоупотреба, сериозна злоупотреба на власт, е многу потежок отколку фактот дали е тоа или не е тајна. Добро, ќе одиме на реклами, па ќе се вратиме со разговорот. Останете со 360 степени. Вие сте се уште со емисијата 360 степени. Наша и ваша гостинка вечерва е Радмила Шекеринска, заменик председателка на СДСМ. Го продолжуваме разговорот со неа. Генерално за процесот во генералната најава констатирав дека процесот цело време е следен од некакви одложувања, тешко оди договорањето, често се пробиваат роковите, а кога се пробиваат рокови, тешко е да се верува дека дури и она што се договара помеѓу ќе биде почитувано. За сега нема нешто многу видливо, освен можеби договорот околу специјалниот обвинител. И таму еве тимот некако се уште е заглавен на одобрување во Советот за јавни обвинители. И таа да кажеме тапа од договорот од Пржино се уште не профункционирала како што треба. Барем јас имам едно чувство дека ова е процес кој што е навистина тесно скроен во смисла на роковите, бидејќи тие не можат да се пополнат со многу содржина и дека е таман померка на власта. Што мислите вие?
Доколку процесот беше померка на власта, немаше да ни се случуваат овие упади. Вчера ќе имавме изборен закон без ваков лупинг во последен момент. На 15 септември немаше да имаме нов предлог од Меѓународната заедница за закон за специјалниот јавен обвинител, немаше да седиме до 8 часот наутро. Ништо од ова немаше баш вака да се случува. Ако некој мислел дека спроведувањето на договорот ќе биде лесно и дека ќе оди како подмачкано, подзаборавил во каква стварност живееме 9-10 години. Крадецот сам во затвор нема да влезе. Криминалецот нема да си стави сам лисици. Оној кој што злоупотребувал власт секоја година се повеќе и повеќе нема да излезе пред јавноста и да каже виновен сум, судете ме. Значи, овие луѓе на врвот на власта имаат се да изгубат. И тие до последен момент ќе се трудат да го обструираат процесот, да прават сопки и што велите вие, тесните рокови да ги искористат како шанса што помалку работи да се променат. И тоа е многу видливо. Ќе ви кажам еден пример. Ова што вчера се случи со изборниот закон и законот за бомбите е буквална копија на неделата пред носењето на законот за специјалниот јавен обвинител. Вие се сеќавате, процесот на преговори беше прилично заглавен. ВМРО ДПМН велеше дека не прифаќаат закон, бараат само подзаконски акт, дека не може дури ни со измени на законот да се оди, за се велеа не. И во еден момент, кога притисокот врз нив стана стварно голем од страна на меѓународната заедница, мораа да измислат трик за да се ослободат од притисокот. Трикот во тој момент беше притисокот врз судството, за да еден судија донесе одлука сите бомби да ги прогласи како непостоечки докази во судската постапка. Тоа не беше со цел, мислам дека настапувавме често тогаш на медиуми, не беше со цел реално тој проблем да се реши на еден или на друг начин. Тоа беше со цел, ако може, нас да ни избутка од процесот, да излеземе ние и да кажеме више не преговараме и на тој начин ВМРО ДПМН да му биде олеснет притисокот. Практично да покаже со прст на нас. Сега се случува истото. Значи, за да нема договор на време за изборниот закон и за да зовриат страстите, за да се комплетно дефокусира приказната, се нуди ваков закон. Но роковите се пробиваат, времето тече и има се помалку време за работите да се менуваат. Така, за барем минимум да се обезбедат услови за фери демократски избори. До 20 октомври нас не чека вистински пекол. Не зборувам како луѓе кои учествуваат во преговорите, туку како држава во која следниве 15 дена ќе покажат дали договорот ќе преживее или не. Има неколку работи што се завршуваат од договорот, но многу повеќе работи се одложуваат од договореното. И тоа мислам дека горе-доле ќе ескалира до 20 и ќе видиме дали договорот во пржино преживеал или не преживеал. Има сомнежи околу искреноста на вашата желба овој процес да успее. Особено, например, со согласноста да прифатите Катица Јанева да биде специјален обвинител. Има многу сомнежи околу незиниот капацитет. Еви и сега со оглед на тимот кој што го избра да соработува со него. Јас мислам дека ја разбирам и делам атмосферата во која што живееме. Изгорени како граѓани на држава сме во последниве неколку години, неколку пати. Дека нешто што е договорено завршува како тоалетна хартија. И свесни сме дека ВМРО ДПМН ќе направи се тоа повторно да се случи. Меѓутоа, ај да ги погледнеме малку фактите. Значи, ВМРО ДПМН на крајот мораше да се согласи на специјален закон за специјален јавен обвинител. Мораше да се согласи не на специјален јавен обвинител, туку на специјално обвинителство. Пред само 2 недели, 3 недели, тоа изгледаше како мислена именка. На крајот добиваме специјално јавно обвинителство со истражувачки центар и мислам дека 13 беа предложени плюс 1 14 обвинители, што беше, да бидам искрена, дури и над предлогот кој ние го ставивме во нашиот закон. Значи, ВМРО ДПМН ги прави одстапките само тогаш кога мора. Ние навистина се трудевме да бидеме многу принципиелни и многу амбициозни во процесот. И затоа не се согласивме со трули компромиси кои често пати ВМРО ДПМН ги сервираше. Меѓутоа сметаме дека во тој дел
работите мрдна од мртвата точка. Ако беше толку, да бидам искрена, ако беше толку поволен за власта целиот овој концепт, што мислете, Советот за јавни обвинители до ден денеска ќе ја држеше листата на стендбај? Не, сакаат да направат притисок и заради тоа дел од владините структури се трудат на видливи и невидливи начини да прават притисоци во обвинителството. Сакате нешто да ни соопштите во врска со тоа што ние не го знаеме? Излегоа на видели на информации дека во текот на преговорите беше соопштено од страна на меѓународната заедница дека секој обид од страна на некои политички партии да контактираат или извршат притисок врз специјалниот јавен обвинител, ќе се смета за сериозно прекршување. Зошто сега се држи процедурата? Да бидам искрена, не можеме да кажеме. Знаете кои се состојбите во Советот за јавни обвинители, малку вистински информации ќе добиете, иако сега се повеќе и повеќе луѓе се охрабруваат и кажуваат. Меѓутоа јасно е дека истиот Совет за јавни обвинители се собра во 10 вечер под притисок за да ја гласа специјалната јавна обвинителка. Сега ќе изгласа за 24 сата целата листа, да беше точен овој впечаток дека никој не сакал да направи нешто. Да не сакавме да направиме нешто, Македонија ќе добиеше некој ни риба ни девојка закон, никакво решение кое што ќе пропаднеше зад првата кривина. Сега контра тезата на ова дека сепак нешто почнало да се менува и дека е добиена некаква шанса за промени во државата е дека се ќе биде попусто ако вие во април не победите на избори. А тоа на тие луѓе им се чини тешко достижно за вас. Јас мислам дека е таа грешна теза и дека е недоволно амбициозна. Мислам дека се во ова ќе биде залудно ако после април Македонија не се ослободи. Како? Со кого? Целосно второстепено прашање. Ние зборуваме за ситуација во која не постои институција демократска која што не е погребана. Сега зборуваме за вашата одговорност во сето ова. Видете, одговорност во политика е многу едноставна работа. И барем, мислам дека сегашното раководство на СДСМ многу пати покажа дека не бега од одговорност. Инаку, предпоставувам дека најлесно ќе беше ако бегаме од одговорност, ова што се случуваше од јануари до денеска, воопшто да не се случеше. Македонија ќе беше утепана од страна на власт, која што дополнително ќе ни ги зимаше правата, сите ќе молчевме и сите ќе бевме незадоволни. Мислам дека промените кои што почнаа не само со нашето објавување на вистината за Македонија, меѓутоа и дадоа на целиот тој процес многу ветер во едра, покажаа дека работите се мрднуваат од мртва точка. И денеска Македонија не е иста со Македонија од пред 12 месеци. И пред последните избори, кога се договараа измените во изборниот законник, излеговте со, ајде да кажам, дури еуфорични изјави дека сега власта ќе биде ставена во едни рамки кои што нема да ја дозволуваат злоупотреба ниту на јавните фондови, ниту на другите ресурси и дека ќе се создадат услови за фери демократски избори. По тие избори вие излеговте со изјава дека не ги признавате. Дали сега можеби влегувате во истата замка? Ајде да се подсетиме. Во извештајот на Прибе, една од речениците која што најчесто ја цитираа многу луѓе беше следната. Македонија има добри закони кои апсолутно не вредат 5 пари во моментот кога ќе има некој политички интерес појак од нив. Тоа беше покажано на изборите во 2014. Ние имаме обврска како опозиција да се бориме за фери демократски избори. И тоа го правевме пред изборите. Имаме обврска тогаш кога изборите не се фери демократски да се спротиставиме. И јас знам дека имаше тогаш може да и беа пооправдани дилемите дали ќе останете доследни. Ние покажавме дека тоа што сме го тврделе е точно и покажавме дека за да го докажеме тоа сме спремни навистина да ја тераме работата до завршница. Не влеговме во парламент. Не ги признавме изборите, бевме и критикувани од страна на некој заради тоа. Кога излегоа сите снимки, сите бомби, сите податоци, се виде дека ова ние што сме се жалеле било мало дете во споредба со реалноста македонска. Тоа ни е пристапот и сега. Не да ветуваме брда и долини, ама секој ден да се бориме дел од ова да се промени. Состојбите секојдневно ќе се менуваат. Јас велам до 20 октомври ќе биде можеби најтензично. Неколку теми треба да се затворат. Меѓутоа, до денот на изборите, ние не знаеме, може Груевски да излезе еден ден и да прогласи природна катастрофа. И да вонредна состојба и да ја превземе целата власт. Може некој тоа сега да го предпостави? Не.
Ама, како велите, со оваа власт и се е возможно. Уште две теми, но немаме многу време. Дали ја препознавате ДУИ од периодот од 2002 до 2006 година? Морам да кажам дека и јас бев меѓу оние кои што сакаа да верува доскоро дека ДУИ е различна од тоа што некој се обидува да ја представи. Но некако последниве месеци влегува во серија потези кои што практично ги изедначија со нивниот поголем коалициски партнер. Како вие ја доживувате улогата на ДУИ? Можеби ние немаме увид во тоа како ДУИ се однесува внатре на преговарачката маса. Не сакам многу да зборувам за други политички партии и нивните, како да кажам, одлуки. Меѓутоа, мислам дека ДУИ со вакви закон лепенки ја покажува точно онаа максима, како велат принципите или политиката е ништо, интересите се. Не можам да најдам образложение зошто на неколку вакви прашања ВМРО, ДПМН и ДУИ практично настапуваат унисоно. Да бидам искрена, дури оваа тема многу почесто ја спомнуваше ДУИ, а ВМРО, ДПМН е така, со благо молчење изразуваше поддршка. Сега се види дека тоа е заедничка коалициска игра, зад која, еве тука ќе ми дозволите, не стои многу доверба, ниту партнерски однос. Јас барем толку можам да кажам од преговорите. Видов дека тие двајца коалициони партнери соработуваат многу години, не си веруваат, ама веруваат дека за битните интереси треба да си дадат поддршка. И ова се гледа колку им е битно да ја замолчат вистината. Околу тоа ВМРО, ДПМН и ДУИ не покажаа разлика, или барем луѓето кои што се истрчаа со вакви закони. Како ги анализирате движењата на, условно кажано, во албанскиот политички кампус? Таму сега се случува формирање на нова партија од незадоволници од ДУИ, унитети, се најавува можно спојување, коалицирање на неколку помали ентитети кај опозицијата. Мислите дека и таму има движења кои што може да доведат до некакви покрупни промени? Несомнено во Македонија и во македонскиот, да кажам, политички камп и во албанскиот има големи движења. И дека граѓаните ја изразуваат многу видливо својата одлука дека вака не може да продолжи. Јас претпоставувам дека овие нови збиднувања покажуваат се резултат на онаа политика на ДУИ, јавно да се спротистави на некои од политиките на ВМРО, ДПМН, но потоа послушно да ги следи. Политиката ќе седиме до крајот на годината, ако сега не почнеме преговори, ако не влеземе во НАТО, си заминуваме. Тоа е како во онаа приказка волк. Еднаш ќе викнеш волк, два пати ќе викнеш волк, третиот пат веќе луѓето не ти веруваат, па макар и вистина се појавил волк. И сега мислам дека, како велат, се жнее тоа што се сеело изминативе неколку години, и мислам дека со ова сериозни поместувања на политичката сцена. Меѓутоа, мислам дека овие нови партии треба да ни повеќе да ни објаснат што може да се случува во следните месеци. И за крај за Телеком. И вашето име сега деноиве се спомнува по сведочењето на Слободан Богоевски пред Њујоршкиот суд. Вие сте вице-премиер во периодот за кој што зборува Богоевски. Добро, тој опфаќа период потоа. Вице-премиер за евроинтеграција во владата на Бучковски. Самата рековте дека представници на Телеком дошли и ви нуделе нацрт закон кој што оди во прилог на позицијата на Телеком во тоа време. Зошто, ако сте имале сомнежи дека нешто сомнително се одвива зад сцената во тој период, јавно не сте проговориле? Па затоа што јас не сметав дека тие нудат нешто за таквиот гест, затоа што мене не ми понудиле. Предпоставувам, сватиле дека чукаат на врата која што вечно ќе им остане затворена. Во Македонија, средби со бизнис сектор, средби со заинтересирани граѓански организации имате постојано. И јас, еве, дури се сеќавам на таа средба, меѓутоа документација за тоа постои во владата. Власта, ако имаше малку сомнеш, до сега 10 документи ќе излезеа. Во ситуација кога тие го кажаа своето мислење, ние мислиме дека овој закон би бил во согласност со европските
директиви и така натаму. Јас им кажав дека е фер што доаѓаат и јавно тоа го соопштуваат како нивен предлог, бидејќи на сите ни е јасно дека тие во ситуацијава се заинтересирана страна. И нашиот разговор тука заврши. Не можам да осомничам човек само заради тоа што го кажал или фирма, компанија која што е македонска компанија, не се тоа инвеститорите. Тоа беше Груевски што ја продаде Македонски Телеком на Маđар Телеком и останатите. Меѓутоа, интересно е, сведочењето на Богоевски извади многу работи на виделина. Ниту сведочењето на Богоевски, ниту многу други сведочења кои после излегоа на виделина, не кажаа ни точка за мене. И предпоставувам дека во власта се нервозни, дека не се спомнуваат сметки на моje име, дека не се споменува акција од моја страна, поддршка од моја страна, напротив. Законот кој што тие го предложиле, тој не влегол во процедура. Јас ако сум сакала да бидам конструктивна кон овие луѓе, тој закон на некој начин ќе сум го официализирала или ќе сум го предложила. Тоа не се случи, а единственото нешто што излезе од сведочењето ново на Богоевски е дека пари, освен на сметки кои што претходно излегоа во јавност, отишле и на партиската фирма на Аналитико. И во момент кога тоа излезе во јавност, владините медиуми мораше тоа да го скријат и мораше да се свртат на друго место. Меѓутоа, едно станува јасно, дека во владата тогашна имавме навистина сериозни дискусии. Ја поттикнувам владата сегашна на Груевски да ги извади сите записници. Точно се гледа во тие владини седници кој бил за либерализација, а кој имал поинакви мислења, не велејќи дека е против либерализација, но ме сметајќи дека можда законот може да биде таков или онаков. Сите сведочења во Њујорк и документите покажуваат дека Мактел, тоест собствениците Маđар Телеком и другите грци, маđари и германци делумно, биле незадоволни со законот кој што на владина седница го усвои тогашната коалициона влада. Тој закон, велат, не одговара на интересите на Мактел заради тоа што обезбедува либерализација. Мене не ме мрзеше, па се подсетив освен на работите што се случуваа во влада и што се случуваше во Македонското собрание. И ќе видите дека има разногласие, има многу амандмани од пратеничката група на СДСМ. Дел прифатени, дел неприфатени. Меѓутоа, интересно е дека ниту еден од пратениците на тогашната ВМРО ДПМН, меѓу кои Груевски, не гласал за овој закон. Ниту еден. Ова е стенограмот од гласањето, резултати од гласањето по закон. Листингот на гласање, во кој што сите пратеници од ВМРО ДПМН не гласа. Ниту еден. Тоа е законот, па предпоставувам, не гласале стои. Пазете, тој закон за кој што Мактел во сведочењата и во документациите кои што излегоа од Њујоршкиот суд, вели овој закон не ни одговара и треба да го спречиме по секоја цена. Затоа треба да се дефокусира и да бидеме сите подеднакво виновни, само оние кои што им барале директно мито, а тоа се луѓето од Аналитико, бидејќи тоа стои во сведочењата, сегашниот директор на Агенцијата за медиуми се посочува како човек кој разговарал директно, ако не се лажам, со некој од првите луѓе, да не шпекулирам со имиња, и им кажал дека опозицијата бара да биде ценета. Како бара? Со тоа што пари ќе се префрлат на Аналитико. Така што целиот тој круг се затвара и со изјавата на Богоевски дека Кондоминас, грчкиот бизнисмен, практично си обезбедил од власта да не биде гонет, да биде ослободен и практично да нема истрага за Маđар Телеком. Што мислите ако целиот овој случај инволвираше само луѓе од опозицијата? Мислите дека власта немаше да го гони до крај, ќе го гонеше? Ама од 2008 според сведочењето на Богоевски, секаква истрага е запрена. И јас се надевам дека овој пат вистинска истрага ќе има. Патем речено, Кондоминас е истиот оној грчки бизнисмен кој оваа влада го почести со давањето на централниот плац на градскиот плоштад во Скопје, а во меѓувреме, откако има истрага во Грција, ги продаде на другиот близок до власта бизнисмен. Затоа тоа е, мислам, по мене, потребата на владата сега да ги измеша коцките и во целиот хаос
на сите луѓе да им се згади и да речат сите си исти. Да, добро. На овие теми не сме сите исти. Да, неспорно е дека има инволвираност на луѓе од вашата влада во тоа време, од тоа што излегува. И тие имаат име и презиме. И тој кој што одговарал во постапка треба да носи одговорност за ваков скандал. Значи, она што пишува во документите, дел се документи, ние можеме да имаме изјави вакви или онакви, документи има, не може да помине без истрага во Македонија. И на вистина беше чудно зошто оваа влада која што за се заканува, за се е крива опозицијата, не обвинило е за сите можни неубави работи во Македонија, баш го пропушта овој проблем на Телеком. Интересно е дека на Лиле Стефанова, најоспоруваната од тимот на Катица Јанева, е даден овој предмет сега, да. И дека таа го сослушуваше Богоевски во обвинителството. Па ќе биде интересно да се види прво дали во материјалите кои што ќе бидат предадени на специјалната јавна обвинителка има материјали. Има ли? Јас не знам. Навистина, затоа што тоа е голем. Тоа треба да биде основа евентуално за таа да ја води постапката и за Телеком. Тоа е задача која што тој тим треба да си ја изработи. И ако тоа се случи, тоа може да биде дополнителна индиција околу тоа кои се луѓе со име и презиме се вмешани во сето ова. Мислам дека на Македонија и треба и такво прочистување и на темата на Телеком и на тема на сите овие злоупотреби и криминали кои излегоа на виделина. Значи сега Катица Јанева ќе ја гледаме со крвави очи наместо Заев. И да, мислам дека никој од овој тежок процес за државата нема да излезе одморен. Сите ќе имаат голем товар да носат, не се воопшто лесни работи. Меѓутоа, или Македонија ќе проба да си ги исчисти институциите од партиски влијанија, од уцени или од закани, или ќе останеме на дното. Немавме време да зборуваме за тоа што го почнавте да го работите деновиве, тоа е визијата за Македонија, така ја нарековте вашата платформа која што треба да кулминира со конгрес, програмски конгрес на кој што ќе усвојувате, тоа ќе биде вашата изборна понуда. Да, бидејќи добар дел од забелешките на ваша адреса сега, дури од луѓето што веруваат во промени, сакаат промени, велат добро, во рете, имаме расчистено, но сакаме да знаеме и што е понудата на другата страна. Немаме време, да, ќе имаме веројатно шанси во следниот период. Само една реченица. Денеска дискутиравме само еден дел од таа програма, која што се занимава со прашањето на отвореност на владата. И тоа можеби не е многу атрактивно и важно како образование, како здравство, како многуте други економија проблеми. Меѓутоа, што ни е целта да покажеме? Дека работите после април не се менуваат само со смена на владата. Дека ако сакаме демократија и ако сакаме одговорни луѓе во власта мора да биде многу отворена и многу транспарентна. Да се знае кои офшор фирми, какви сопственици имаат, да се даде шанса опозицијата да предлага председател на антикорупцијска комисија, да го гони криминалот на актуелната власт, да се смени системот на јавни набавки кои фаворизираат едни исти фирми, да се обезбеди практично шанса на граѓаните да бидат третирани еднакво пред законот и да имаат пристап до информации, колкав е долгот. Како е возможно во Македонија денеска толку дрва да се сечат да нема дрва за огрев. И така натаму. Без власт отворена пред граѓаните, нема да добиеме власт одговорна пред нив. И затоа денеска се фокусиравме на овие прашања. Кои обврски ние ги превземаме да ги промениме во начинот на кој функционираат институциите. Благодарам многу што бевте гостин во 360 степени. Останува уште Сречко Поповски и неговата саботажа. Како докрај лојални бранители, не баре драматично емотивни јапонци, а не воздржано рационални албанци, наместо да го деминираат фронтот. Тие како камикази експлодираа на бојното политичко поле, враќајќи ја со сета сила моќта на продуктивната деструктивност. Системската деконструкција не бива да се крпи со конецот на неискреност искајан во наводната институционализација во царштина, во која и до ден денешен владеат само прокламирани и од неа дозволени вонинституционални институции. И добро, вие сте граѓани, јас сум граѓани исто како вас. Дали вие имате привилегија да бидете кој суд ќе ве суди ако сте направили некој прекршок или ве осомничили или обвиниле за некакво кривично дело? Кажи. Абе, ово заборав ти кажам. Све што имаше пресуда во задниве 6 месеци, све ни е на апелација пресудена против нас и вратено. Како може тоа така? Кој судија, кој совете тоа, кој судија? Не можете да го кажете тоа. Тоа може да каже само еден човек во државата.
Ама, слушај, Латач, ја ви реков, како стасува горе у апелација, одма јавите ми. Тие авторитети кои нималку лажно се етаблирале себе си во водачи на Самоиловите наследници, својата позиција ја изградиле благодарејќи на слепилото кој е продукт на успешното пропагандистичко манипулирање и контролираното заташкување на сериозните индиции за злоупотреби. Без тронка одговорност тие натаму наместо кон себе или кон оние кои ги демаскирале. Прстот најчесто го насочуваат кон оние кои правеле само трансписија на раскантаниот државен еготрип. Мислам дека дел од медиумите се срам за Македонија. Се изнервирав дополнително со ова копилево од Битола Владо Талевски. Шпекулирате со јавноста. Кај што е неспособен, уште и правите фама. Уште тежок криминалец, ама и перфиден актер, она глумец. Маргинализирате одредени политички личности и функционери. Другите блефираат, ама така приучени, ово е професионален. Затоа што тоа не е вистина. Не е вистина. За некој пак ниту бомби не се потребни бидејќи самите си пукаат во нога, особено кога се соочени со тоа што јавно и со зборови го прокламирале како израз на сопствениот карактер, украсен со едноставност и умереност која веднаш по седнувањето во фотелјата се трансформира во практични дела кои говорат за нивната вистинска природа. Новиот службен Volkswagen Passat и е испорачан на општина Кочани. Тоа беше и мојот главен мотив по втор пат да го прифатам предизвикот да бидам кандидат за градоначалник. По завршувањето на формалностите за регистрација и осигурување, регистарски таблички со кои се гордеем. Се очекува тој наскоро да биде ставен во функција. Верувам дека со мојата определба за почитување на работата, скромноста и знаењето успешно ја оправда вашата доверба. И на сето оваа магла која претежнува и не пружа простор за нормално дишење, како пролетен развигор среде есен доаѓа ехото од ветрилата на белото видело, кои не може да се соочат со фактот дека, барем на кратко, ќе мора да го дувнат огнот, запален во фенерот на нивната лажна вистина. Опозицијската партија побарала и комплетен медиумски мрак за време на изборната кампања. Покрај регулацијата на јавниот сервис, од СДСМ побарали и строга регулација на приватните медиуми. Тоа не значи ништо друго освен прекин на медиумското труење со безпредметните протоколи, како оној на кој дури и од движењата на обично концентрираниот советник се отчитува непријатност, наградена и проширена со ефектниот говорнички талент на суперновиот министер за привлекување странски инвестиции, на кого 99% од македонските гласачи веројатно не му го знаат ниту ликот, камоли името. Странски инвеститори до Македонија. И на крајот, по истиот стил. За оваа тема во Дневникот разговарам со Сонја Рилковска, таа разговара со Охридскиот градоначалник Никола Бакрачевски. Разговарам. Зарем е важно за што се разговара ако не се знае кој со кого разговара. Тоа е всушност целиот муабет. Благодарам што бевте со нас и вечерва. Гледајте ни в петок од 22:30. Пријатно.